Директорот на основното училиште Малина Попиванов Ивица Цимбалевик денеска ги информираше родителите и учениците дека на вчерашниот состанок кој се одржал во Скопје донесена е одлука за промена на датумите за полагање на екстерното тестирање. Оваа година учениците ќе полагаат на датумите 9, 10, 13 и 14 јуни. Од Државниот испитен центар како овластена институција која е одговорна за спроведување на екстерното проверување за промена на датумите за одвивање, односно реализација на екстерното проверување за учебна 2015-2016 година. Односно дека екстерното проверување должни сме да ја запознаеме јавноста, посебно учениците и родителите, дека ќе се реализира во 4 дена, односно на 9, 10, 13 и 14 јуни. Ваков распоред е направен, односно промена на распоредот е преминената границата на 10 која е поместена во Законот за основно образование со донесување на министерот за образование и наука на посебен календар за активности кој е излезен во службен весник и календарот како подзаконски акт ја покрива оваа промена на датумите, а родителите во основното училиште Малина Попиванова ќе бидат известени од страна на оделенските раководители, бидејќи сите ние како семејства планираме активности со нашите деца после 10 јуни, односно после завршетокот на учебната година. Да напоменам дека оваа измена е направена поради закажувањето на форедните парламентарни избори на 5 јуни, а знаеме сите дека обично училиштата се користат како изборни места и разни изборни материјали на изборните комисии се залепени по избирачките места, а ние имаме обврска и да јавно да бидат истакнати списоци на ученици на кој датум полага, така да за да не настане тој хаос во информирањето на избирачите, односно учениците кои ќе полагаат екстерно проверување, е одминат датумот на 5, односно е пробивен датумот 10. Во 4 дена нашето училиште е спремно и во технологијата која поседуваме и во човечките ресурси да го реализираме екстерното проверување и се надевам дека сето ќе помине во најдобар ред. Учениците од завршните години од основното образование ќе полагаат екстерно на 9 и 13 јуни, а конечните резултати од тестирањето ќе бидат објавени на 23 јуни.